Македонско радио. Радио Скопје. Почитувани слушатели, гостин во студиото е господинот Орце Симов, председател на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации. Добре ни дојдовте и благодариме што се одзвавте на поканата. Добре најдов и благодарам на поканата да се гостува на Македонското радио. Како го оценувате пазарот на електронските комуникации кај нас сега денес? Според последниот квартален извештај, а тоа е третиот квартален извештај за 2025 година, што се официјално обработени податоци кај нас во Агенцијата за електронски комуникации, пазарот на електронски комуникациски услуги е прилично развиен во Македонија. Имаме над 2 милиона и 100.000 претплатници за мобилни оператори, над 459.000 фиксни телефонски линии, има голем број на интернет претплатници, над 1.600.000 кои што користат широко појасен, односно брз интернет, така што пазарот на електронски комуникациски услуги е прилично развиен и има прилично добар квалитет, така што од гледна точка на таа сфера нема никаква пречка за развој на граѓаните, на општеството и на бизнисот од аспект на електронски комуникациски услуги. Сега да ве прашам, дали се плаќаат реални цени за телекомуникацијските услуги во однос на квалитетот што се нуди? Во Македонија во моментот имаме 2 мрежни мобилни оператори и 3 виртуелни оператори. Виртуелните оператори немаат нивна мрежа, туку тие ја користат мрежата на мрежните оператори. Марк поделбата на пазарот е отприлика по 47% отприлика плюс или минус мал дел од процентот имаат Македонски Телеком и А1, додека трите виртуелни оператори имаат помалку од 6% од пазарот и тие не можат да представуваат вистинска конкуренција. Делот од пазарот што го имаат освоено е многу мал. Затоа 2025 година Агенцијата за електронски комуникации направи повик да видиме каков ќе биде интересот да се појави трет мрежен оператор во Македонија. Тој повик успешно заврши така што на 16 јануари оваа година е дадена лиценца на третиот мобилен оператор да тој може да направи своја мрежи, да представува поголема конкуренција на мрежните оператори и на тој начин да ја зголемиме конкуренцијата на мобилниот пазар, да обезбедиме пониски цени за граѓаните, а повисок квалитет, односно подобри перформанси, тоа е поголема додадена вредност на корисниците на мобилни услуги, независно дали тие доаѓаат од стопанството или се физички лица. Додека во фиксната телефонија, таму имаме многу поголема конкуренција, над 12 субјекти, 13 субјекти се нотифицирани во АЕК да даваат фиксни телекомуникацијски услуги, од нив 12 работат и даваат телекомуникацијски услуги. Во интернетот е најголема конкуренцијата, таму имаме 84 нотифицирани субјекти за давање на интернет услуги, 74 од нив работат на тоа поле, даваат интернет услуги, додека кај кабловските телевизии исто така конкуренцијата е прилично голема. Имаме 40 нотифицирани субјекти, од кои што 39 работат. Така што може да се каже дека пазарот е прилично развиен, има обезбедени се услови за конкуренција, да можат различни компании да работат, тие што се заинтересирани да влезат на пазарот, да ги понудат своите производи и услуги, да се обидат на иновативен начин да привлечат конкуренција, да привлечат клиенти. Тамо каде што има одредени сегменти од пазарот кои што користат ресурси кои што се ограничени, одредени сектори услуги може да се даваат преку ресурси кои што се на некој начин неограничени. Да речеме кај мобилните оператори е потребен радиофреквенцијски спектар и таму имаме ограничени ресурси. Затоа не може да има голем број на компании кои што би ги нудели тие услуги, бидејќи тие треба да делат некаков ресурс што се дели. Затоа од време на време се распишува тендер за пријавување на интерес, како што беше случајот во 2025 година, и се овозможува и трет мобилен оператор да влезе на пазарот. Кога сме кај третиот мобилен оператор, да се задржиме тука, нешто повеќе за него да ни кажете и која би била неговата улога со овие два? Дали конкурентноста би се зголемила или нашите граѓани би добиле нешто повеќе? Третиот мобилен оператор ќе треба да направи своја мрежа во Македонија. Тие имаат обврска до март 2027 година да покријат барем еден град со 5G мрежа, тоа најверојатно ќе биде Скопје.
и очекуваме дека ќе се појави сериозна конкуренција на останатите два мрежни оператори, затоа што тие од прилика заедно делат по 47% од пазарот, вкупно 94%. Останатите виртуелни оператори не представуваат сериозна конкуренција. А која мрежа би ја користел новиот мобилен оператор? Новиот мобилен оператор мислам дека има склучено договор за почеток да ја користи мрежата на Ајден, меѓутоа целта е тие да направат нивна мрежа. Нивната мрежа од почеток ќе биде изградена целосно со 5G технологија, за разлика од досегашните два мрежни оператори кои што користат така наречена non-standalone или хибридна мобилна мрежа. Радиото е 5G, додека во позадина јадрото е 4G и тоа се вика хибридна мрежа или non-standalone, и таа не може да ги понуди сите нови услуги кои што ги овозможува 5G мрежата. Новиот оператор ќе стартува со целосно 5G мрежа, значи тие ќе имаат можност да понудат одредени сервиси и услуги кои што постоечките оператори не можат да ги понудат, и треба да има економски капацитети што ќе ги искористат тие можности да се понуди нешто дополнително на граѓаните, а тоа најверојатно ќе ги забрзи и останатите два оператори побрзо од нивните планови за замена на 4G јадрото, побрзо да го заменат за да бидат конкурентни. Инаку, според информации од третиот мобилен оператор, тие инвестицијата ја проценуваат на околу 100 милиони евра, значи да ја направат нивната мрежа за да стартуваат со услугите, ќе инвестираат над 100 милиони евра, им требаат иновативен пристап до пазарот, до физичките лица, до компаниите во Македонија да освојат дел од пазарот. Најверојатно поделбата market share, односно пазарната присутност на останатите два оператори од прилика 47% ќе се намали, ќе оди надоле, но јас се надевам дека во однос на приходи тие нема да изгубат приходи, односно нема да изгубат голем дел од приходи, а за да тоа го направат ќе треба да понудат дополнителни производи и услуги кои што сега не ги нудат на македонските граѓани и на македонското стопанство. И на тој начин да се дојде до ситуација да со помалку клиенти да ги остваруваат истите финансиски средства што ги имаат, меѓутоа со дополнителни, со иновации, со нови производи, со нови услуги што ќе овозможуваат и раст на економијата. А кога би стартувал третиот мобилен оператор според нивните проценки и вашите, веројатно наредната година? Так? Третиот мобилен оператор треба да стартува наредната година. Македонско радио. Радио Скопје. Кажете ми, како Агенцијата за електронски комуникации спречува можни монополски позиции на пазарот? Колку успевате во тоа? Доколку некој сака да влезе на пазарот на електронски комуникацијски услуги во Македонија, овозможени се сите предуслови да го направи тоа, и ние како Агенција за електронски комуникации стоиме да помогнеме на секој нов субјект да влезе на пазарот. Интернет пазарот е прилично развиен, има голем број на компании кои што нудат интернет услуги, фиксната телефонија исто така развиена, кабловски услуги за кабловски телевизии нудат повеќе субјекти, додека кај мобилните оператори каде што располагаме со ограничени ресурси, ограничен фреквенцијски опсег, таму видовме дека ќе имаме 3 оператори што ќе можат да ги нудат услуги. Инаку ние обезбедуваме да нема монополски услови на пазарот и да одредени големи компании не ги спречуваат останатите компании да настапат на пазарот, така што има правила кои што викаат дека големите компании, односно тие што се со значителна пазарна моќ, имаат обврски на секој што ќе побара интерконекција со нив, да таа обврска му биде овозможена. Значи тие не можат да спречат и да кажат на одреден субјект нема да ти дадеме пристап до нашите мрежи. Агенцијата за електронски комуникации го регулира тоа. Дополнително се регулирани големо продажните цени, значи одредена е максималната големо продажна цена на тие интерконекцијски услуги што ги нудат операторите со значителна пазарна моќ. И тоа овозможува влез на нови оператори, влез на нови компании, затоа што се гарантира дека постоечките големи оператори кои што држат голем дел од пазарот ќе направат интерконекција со нив и ќе овозможат новите компании да ги понудат своите услуги. Кога сме веќе тука, до каде е процесот со воведување 5G мрежа и кога сметате дека реално ќе се почувствува подобро од наша страна?
Во моментот во Македонија кај двата мрежни оператори радиокомуникацијата се одвива по 5G технологијата. Меѓутоа јадрото на мобилните оператори е 4G и тие се викаат хибридни или non-standalone мрежи. Нудат одредени поволности, но ги немаат сите функционалности, сите карактеристики на 5G мрежата. 5G мрежите овозможуваат голема брзина при размена на податоци, овозможуваат огромен број на уреди по километар квадратен да се поврзат на таа мрежа. Латенцијата, односно дилеот, каснењето на патувањето на сигналите е сведено на минимум според сегашните технолошки постигнувања што ги имаме во науката и технологијата. Потоа се нуди да имаме виртуелни приватни мрежи на таа 5G инфраструктура. Се овозможува така наречен quality of service, да се гарантира за колку време, колку податоци може да се пренесат, колку ќе биде нивното каснење и така натаму. Значи, за да се почувствуваат сите бенефити што ги нуди 5G мрежата, потребно е да има и други субјекти кои што би ги користеле таа телекомуникацијска инфраструктура што е поставена, овозможена од телеком операторите и да понудат производи и услуги на нашиот пазар. Тоа е како да речеме ние да изградиме автопат, меѓутоа да нема возила кои што ќе возат, кои што би го користеле тој автопат. Мобилните оператори ги градат тие мрежи, овозможуваат таа телекомуникацијска инфраструктура да постои, да работи, да функционира, меѓутоа потребни се и други субјекти кои што ќе овозможат да се развиваат нови производи и услуги кои што ќе бидат достапни на македонскиот пазар, до македонските граѓани, до македонското стопанство преку користење на таа инфраструктура што е изградена од самите оператори. Третиот мобилен оператор, како што кажавме, тој ќе стартува од почеток со целосна 5G мрежа и ние ќе бидеме една од првите земји во Европа која што ќе има целосна 5G мрежа, а не хибридна non-standalone мрежа. Така што очекуваме тоа да даде и дополнителен поттик до останати економски субјекти кои што ќе можат да развијат производи и услуги, не само понатаму да ги нудат на македонскиот пазар, туку да ги понудат и на пазарот во целиот свет, затоа што интернетот овозможува целиот свет да биде едно глобално село и да се живее во Македонија, да се работи во Македонија, а да може да се продаваат производи и услуги, да се има клиенти од целиот свет и да се внесуваат финансиски средства од цел свет во Македонија, што ќе подобрува целата благосостојба во нашето општество. Морам тука да ве прашам, едно време постоеше недоверба кон тоа 5G технологија, дека е тоа штетно за граѓаните и што ли уште не, колку има вистина во тоа? Нема вистина во тоа, 5G мрежите дури е и помала моќноста на зрачење, затоа што за да ги овозможи тие услуги голема брзина на пренос на податоци, за да овозможи намалена латенција, за да овозможи quality of service, базните станици за 5G, особено таму кај што ќе се нудат големи брзини на пренос на податоци, треба да бидат многу погусто поставени отколку кај 4G мрежите. Тоа значи тоа дека кај нас не е така. Тоа полека и кај нас ќе станува така што тоа значи дека од вашиот мобилен апарат до базната станица нивото на зрачење, моќноста на зрачење може да биде и помало затоа што базната станица е поблиску до вас, така што тие јонизирачки и електромагнетни зрачења ќе бидат помали отколку кај 4G мрежата и нивната штетност ќе биде помала и нема никаква опасност во тоа дека 5G мрежите ќе прават некакви проблеми во животот на луѓето, на граѓаните, на животните значи, и така натаму. Значи тоа го разјаснивме, ви благодарам. Да ве прашам колку ги штитите граѓаните како председател од нејасни договори и скриени трошоци? Законот за Како работи оваа комисија по тоа прашање? Ние максимално се трудиме да го заштитиме интересот на граѓаните и на стопанството, затоа што од другата страна имаме, да речеме, кога зборуваме за мобилни оператори или за телекомуникацијски оператори, имаме големи компании кои што имаат и големи правни тимови и така натаму, додека граѓаните се сами кога одат да склучат некој договор. Так. И ние настојуваме максимално интересот на граѓаните и на стопанството во тој дел да бидат заштитени. Тоа го правиме на повеќе начини. Еден од механизмите што ги имаме е тоа што претплатничките договори што ги склучуваат корисниците на електронски јавни комуникацијски услуги во Македонија го одобрува Агенцијата за електронски комуникации. Значи операторот не може да направи негов претплатнички договор. Тој претплатнички договор се одобрува од Агенцијата за електронски комуникации,
а ние тука настојуваме и гледаме тој подеднакво да ги штити двете страни, да ги штити и операторот и граѓанинот, така да во тој дел правата на граѓаните се заштитени. Дополнително во изминатиот временски период се увиде дека најголем дел од жалбите на граѓаните се високите сметки. Тие високи сметки најчесто доаѓаат поради роамингот. Тогаш кога граѓаните патуваат во странство, може на некој корисник да му е вклучен интернетот и да се направи интернет сметка, или пак да се премногу да се разговара во странство на мобилен телефон и поради тоа да доаѓаат високи сметки. Затоа ние донесовме правилник во кој што е дефинирано дека мобилниот оператор е должен да го информира граѓанинот со SMS порака доколку во странство на роаминг направи сметка поголема од 3000 денари или доколку сумата на чинење на интернетот во тој месец поминала над 1000 денари. Кои ќе дојдат, кои ќе се случат, кои ќе биде исполнет еден од тие услови, тогаш граѓанинот, корисникот добива SMS порака и тој е информиран дека нешто се случува и може да преземе одредени мерки да ги сопре тие случувања за да не доаѓа до големи до високи сметки. Каква е состојбата со руралните средини кога е дигиталната поврзаност во прашање? Постои ли решение и за тоа? Исто така тука АЕК се грижи и граѓаните кои што живеат во руралните средини преку така наречената универзална телекомуникацијска услуга. Таа универзална телекомуникацијска услуга се состои од пакет на електронски услуги со одредени карактеристики. Ние пропишуваме дека и во ретко населените места, каде што на телеком операторите не им е комерцијално исплатливо да нудат одредена услуга, се пропишува минимално множество, минимален сет на услуги кои што мора таму да бидат достапни со одредени карактеристики. Во моментот, пропишуваме дека и во руралните средини треба да има брзина на интернет од најмалку 12 мегабита во секунда, со желба во иднина тоа да порасне на 30 мегабита во секунда и тоа се плаќа од така наречен, тоа е универзална комуникацијска услуга и тоа се плаќа од компензацијски фонд од Агенцијата за електронски комуникации. Значи ние распишуваме тендер за давател на тие универзални комуникацијски услуги и тој што ќе го добие тендерот е должен и во руралните средини да нуди услуга, а таа дополнителна услуга се плаќа од тој компензацијски фонд на Агенцијата за електронски комуникации. Значи се води грижа. Водиме грижа и тоа се прави, тоа функционира и ние треба да бидеме свесни дека Македонија треба да има рамномерен регионален развој, не може животот да се одвива само во големите градови, особено само во Скопје. Цела Македонија треба да настојуваме подеднакво да биде развиена, особено селата и помалите места да ги имаат истите можности и истите удобства што ги имаат луѓето што живеат и во големите градови. Како овие нови дигитални платформи, стриминг сервиси го менуваат регулаторниот пристап? Една од темите која што многу се зборува во моментот во светот и што е актуелна, што е главна топик тема во светот е fair share, односно fair поделба. Тоа се однесува на интернет сервис провайдерите, односно на давателите на електронски комуникацијски услуги, односно компаниите што ги градат мрежите низ светот, во однос на компаниите кои што генерираат голем интернет сообраќај. Компании кои што генерираат голем интернет сообраќај се YouTube, Google, Microsoft, Facebook, TikTok и така натаму. Тие компании преку тој голем интернет сообраќај што го генерираат и големи приходи, големи профити за нив. Тие ги користат мрежите на телеком операторите, а телеком операторите од нив не добиваат никакви финансиски средства. И сега една од главните теми во светот, во овој дел што се зборува, е како да се направи таа фер поделба на приходите. Глобално кажано, телеком операторите, операторите на електронски комуникацијски услуги кои ги градат мрежите, континуирано се под притисок да градат и да прават се побрзи и побрзи мрежи, затоа што демандот, односно барањата од корисниците за побрз пристап, поголем пренос на информации, а тоа пак генерирано од тоа што овие големи компании кои што генерираат многу содржини на интернет, ги прават тие содржини со поголема резолуција, барат поголема количина на податоци што би се разменувале и сега градителите на телекомуникацијските мрежи, односно операторите низ светот, бараат дел од приходите што ги имаат овие големи компании што ги генерираат содржините да бидат поделени со нив. И во светот се одвива прилично
жестока дискусија во тој дел како да се поделат тие пари, како тие што генерираат содржини да плаќаат и на интернет сервис провајдерите, односно на телекомуникацијските оператори. Ние го следиме тоа, ќе видиме какви регулативи во тој дел или какви препораки би се донеле и во Европа и во светот и соодветно ќе пристапиме и во Македонија. Значи тоа наскоро. Тие големи генератори на сообраќај, за да го тој сообраќај достават, за да нивните содржини ги достават до крајните корисници, се потребни брзи мрежи. Некој треба да ги направи тие брзи мрежи. Тие го доставуваат таму и они преку реклами генерираат огромни приходи. Сите пари ги задржуваат за нив. А тој што овозможува да тие содржини бидат доставени до нивните корисници, не добива ништо. И затоа они го истакнуваат проблемот на тој така наречен fair share, fair поделба. Слушајте не на mrt.com.mk. Господинот Орце Симов, председател на Комисијата на Агенцијата за електронска комуникација, денеска со нас. Го продолжуваме разговорот. Кажете ми за предизвиците пред вас, водно и изградбата на телекомуникацијската кула. Кога ќе биде пуштена во употреба? Телекомуникацијската кула и сите градежни активности кои што треба да бидат завршени за да таа се пушти во употреба, Само да подсетиме од кога е изградена. Се сосема на крај. Таа почна да се гради, темелите се удрени на 1 ноември 2013 година Така. и навистина помина прилично долг временски период. Затоа и јас настојував и максимално се вложив што се може и ги направивме сите можни обиди изминатата година да се решат сите заостанати проблеми и да се убрза колку што е можно завршувањето на таа телекомуникацијска кула на водно, така што сме со тие градежни активности сме сосема на крај, остана да се приклучиме уште на мрежата на ЕВН за електрична енергија. Тој процес е во самиот фотофиниш, се одвива овие денови и практично може да заврши во секој момент. Сите останати активности се финиширани, потоа ни останува само уште да спроведеме постапка за добивање употребна дозвола во Министерството за транспорт. Веднаш штом ќе ја приклучиме електричната енергија, ќе ги обезбедиме сите потребни документи да поднесеме за таа постапка за добивање на употребна дозвола и потоа, кога и тоа ќе заврши, телекомуникацијската кула ќе биде ставена на располагање. Таму се предвидени на неа да се постават повеќе антенски системи на македонска радиодифузија, на мобилните оператори, на војската и на полицијата. Се што има антенски систем на врвот на водно, а има повеќе антенски столбови сега таму, тоа се ќе биде отстрането и сите тие системи ќе бидат монтирани на самата кула. Инаку кулата е атрактивен и знаменит објект. Тоа е највисок објект во моментот во Македонија. Таа се состои од повеќе компоненти кои што се поврзани во една целина. Главната компонента е бетонски столб или бетонско јадро кое што има висина 115 метри. На него се монтирани 4 кружни платформи кои што се видливи од градот Скопје, од сите позиции на градот Скопје. Секоја тие платформи има по отприлика 200 метри квадратни. Една платформа ќе биде за македонска радиодифузија, втората ќе ја делат македонската војска и полиција, третата платформа ќе биде за трите мобилни оператори, додека четвртата платформа ќе се користи за туристичко-угостителски цели, значи таа ќе биде достапна за секој граѓанин што ќе отиде на водно. Таму ќе настојуваме да најдеме некој угостителски оператор што би стопанисувал во тој дел. На таа четврта и највисока платформа има и платформа која што се врти, таа е во форма на прстен, се врти, еден круг прави за 1 час. Таа вртлива платформа работи, тоа е тестирано, пречистителна станица, има резервоари за нафта, генератори за електрична енергија. Се што е предвидено како функционален систем на кулата работи, не останува уште приклучокот со ЕВН. Тој очекуваме во најкраток временски рок да го завршиме, инаку тој Месец, 2-3? Јас очекувам да ја приклучиме електричната енергија за неколку ден. Убава информација, меѓутоа колку е остварлива, Ќе ќе ве настојуваме, следиме. ние мораме да се бориме, да бараме побрзо, да биде побрзо, поефикасно и на тој начин да ја завршиме на вистина градбата што е почната на 1 ноември 2013 година и требаше побрзо да се заврши. Такви биле околностите, затоа сакам да се заврши што е можно побрзо. Македонско радио. Радио Скопје. При вашето работење, дали користите вештачка интелигенција? Се е понапред на оден воден?
Вештачката интелигенција е една од технологиите кои што ќе направи драматични промени во светот, во економијата, во начинот на живење на луѓето, во сите сфери од човечкото живење. Тоа е една од технологиите која што најверојатно ќе направи најголеми промени од сите досегашни индустријски револуции што се случија во светот. Велите ќе направи, јас верувам дека веќе прави. Веќе прави. Ние гледаме дека постојат системи како ChatGPT кои што навистина покажуваат висок степен на интелигенција, голема продуктивност и можат да му помогнат на еден човек кој што работи да постигне поголема продуктивност во неговата работа. Мислам дека во идните децении две технологии ќе бидат водечки технологии кои што ќе го движат светот, ќе движат економијата и ќе придонесат кон голем бруто домашен производ. Тоа е вештачката интелигенција и синтетичката биологија. Синтетичката биологија се однесува на тоа да ние разбираме како функционира животот и не само да разбираме, туку да можеме да интервенираме во тоа што се случува во еден организам, во една клетка. И вештачката интелигенција и синтетичката биологија овозможуваат големи бенефити за човештвото. Меѓутоа, тие можат да доведат и до големи опасности, затоа што ние не можеме да предвидиме што се може да се случи со тие навистина многу иновативни технологии. Вештачката интелигенција може да генерира и знаење кое што досега не постоело. Имаше еден интересен меч, игра во март 2016 помеѓу DeepMind и Ли Сидол. Ли Сидол е еден од најдобрите играчи во светот на играта Go. Се игра на професионално на табла 19 по 19 полиња со црни и бели камчиња и се реда тие во одреден момент може некој да се земе, така што Ли Сидол е еден од најдобрите играчи во светот. И 2016 година во март тој изгуби 4-1 од вештачка интелигенција направена од компанијата DeepMind. Во втората игра има еден познат потек што се вика потек 37 или Move 37, што е сосема нелогичен за човештвото. Човечки играч од највисок ранг никој пат не би изиграл таков потек. Во нивната втора игра, машината го игра тој 37-ми потек и сите мислеа дека тоа е голема грешка. Меѓутоа, тоа е таков иновативен пристап во играта, кој што илјадници години човештвото не открило дека таква стратегија на играње може да се игра. И вештачката интелигенција на DeepMind ја победи во таа игра, купниот резултат беше 4-1. Значи, понатаму, уште повеќе е усовршена таа невронска мрежа што ја играше таа игра, така што таа откри стратегии кои што се навистина иновативни, кои што не биле познати за човештвото изминатите неколку илјади години, а таа игра е стара најмалку 5000 години. Значи тоа што луѓето за 5000 години успеале како стратегија да го развијат, сега се соочуваат со ново знаење во тој дел, нови стратегии, нов поиновативен пристап кој што не бил познат досега. Значи тоа покажува дека вештачката интелигенција може да развие знаења кои што досега не биле познати. Затоа синтетичката биологија, таа овозможува да се едитираат гените, да ние имаме така наречен ДНК принтер и да отпечатиме секвенца на бази записи во ДНК молекулите какви што ние сакаме, практично да можеме да создаваме живот. Тоа има големи бенефити, затоа што ние да речеме можеме да го проучиме геномот на едно новороденче, да го земеме неговиот ДНК геном, да го проучиме и да заклучиме дека тоа новороденче кога ќе има 70 години ќе биде склоно на Алцхајмерова болест или на Паркинс, или може да развие, да речеме, да биде склоно кон добивање на срцев удар. И уште на многу мала возраст да се превземат мерки против тоа, или пак дури да се едитира генетската структура да се спречат тие работи. Нели ова ќе ги заплаши луѓето на некој начин? Обично кога се иновира некоја нова технологија, до сега е покажано дека не можат да се предвидат сите полиња на кои што таа технологија ќе најде примена. Воопшто не може да се направи тоа. Например, кога е измислен GPS системот, воопшто тие што го направиле GPS системот за позиционирање, не можеле да предвидат дека може да се појави компанија што се вика Uber, која што ќе биде најголема такси компанија во светот, а нема во нејзина сопственост да има ни едно такси возило. Значи, ние не можеме
да предвидиме што се таа синтетичка биологија може да направи. Таа може значително да го подобри животот на човекот. А од друга страна, доколку се користи за недобри намери, може да се креираат одредени карактеристики кои што нема да бидат добри. Може да се генерираат нови форми на вируси и бактерии за кои што нема лекови. Или пак да се импутираат одредени генетски секвенции во одредени организми, да се добиваат нови видови кои што ќе имаат карактеристики кои што не би делувале поволно за самото човештво. Што да се преземе, каде е средината тука? Средината е тоа во светот се дискутира на таа тема и прашањето е containment. Преведено на македонски е тоа како да се ограничи употребата на тие две технологии, употребата на вештачката интелигенција и употребата на синтетичката биологија, за да бидат во корист на човекот. Да не се случи тој така наречен горила проблем. Горила проблем е, например, животното горила е многу посилно од човекот, меѓутоа човекот го затвара горилото во кафези и го покажува во зоолошки градини. Ние како човештво, како луѓе, ако создадеме нешто што има повисока интелигенција од нас, преку вештачката интелигенција, или преку обединување на вештачка интелигенција со синтетичка биологија, можеме самите да станеме предмет, односно проблемот, ние самите да бидеме тоа горило што е затворена од некоја повисока интелигенција, од некој пософистициран систем од нас што самите го имаме создаден. Затоа битна тема во светот што се дискутира е тој containment, тоа ограничување на тие технологии. Тоа до сега го имаме видено во нуклеарните технологии. Нуклеарните технологии овозможуваат чиста енергија со многу мала количина, со само неколку килограми нуклеарен материјал, да добиваме енергија која што ќе ги обезбедува сите наши потреби. Меѓутоа, таа технологија може да се користи и за создавање на оружја со разорна моќ. И затоа една од технологиите што најсилно е држена под контрола е таа нуклеарна технологија, меѓутоа гледаме дека и тоа не е најуспешно, затоа што одредени структури сепак се здобиваат до сега само држави, не и некакви други видови на организации не успеале да здобиат, меѓутоа излегува и таа технологија од самата контрола. Така што многу е важно прашањето на тоа да се ограничат тие две технологии, затоа што тие две технологии ќе бидат еден таков надоаѓачки бран што ќе промени се што е познато во светот. Особено може да ја засили тие технологии самото тоа што итеративно вештачката интелигенција може да се подобрува самата себе без човечки фактор. И тоа итеративно, рекурзивно подобрување на самата себе, без луѓе да работат на тоа, таа може да работи без умор 24 часа, може да доведе до појава на така наречена суперинтелигенција, односно состојба позната под терминот сингуларитет. И тоа значително да ја надмине човечката интелигенција. И не знаеме што се во иднина може да изроди таа појава. И во која насока се движиме. Во која насока ќе се движиме. Меѓутоа, чинам дека и тука во коренот се некаде парите. Значи, човекот може да направи пари, но парите не може да го направат вистинскиот човек. Тоа е многу интересно прашање, филозофско прашање, суштинско прашање од многу аспекти. Парите не можат да направат човек, човекот има карактеристики, има своја... Но човекот може да ги направи парите. Човекот може да направи пари, преку таа економска активност што ја прави, човекот прави пари, меѓутоа парите не можат да направат човек тоа што ние подразбираме како човек што има морално-етички вредности и капацитети. Парите можат да ги засилат карактеристиките на човекот, но не и да ги променат, не и да ги заменат неговите карактеристики. Карактеристиките на човекот се запишани во неговата ДНК содржина, во неговата мозочна структура, во тие врски помеѓу мозочните клетки, помеѓу дендроните поврзани едни со други. И тоа никакви финансиски средства, таа структура, тој ментален склоп не може да го промени. Парите можат евентуално тие ќе ги засилат карактеристиките на човекот. Меѓутоа не значи дека тие што имаат пари по дефолт си лоши луѓе. Може некој да има пари. Не, меѓутоа колку вештачката интелигенција е врзана со парите овде?
Вештачката интелигенција во моментот е многу врзана со пари. За развој на вештачка интелигенција се потребни огромни суми на пари. Се смета и тоа е така дека тој што ќе биде лидер во вештачка интелигенција, тој ќе владее со светот. Затоа и постои таа геополитичка борба сега во светот. Например, Трамп, претседателот на Америка, ограничи дека Nvidia, најголемата компанија што произведува хардвер за учење на тие невронски мрежи, одредени модели не смее да ги продава во Кина. Значи, на тој начин го ограничуваат развојот, односно ја одржуваат нивната водечка позиција во светот. За вештачката интелигенција се потребни големи финансиски средства. Инвестициите се мерат во стотици милиарди долари. Значи, тоа не е работа што може да се прави бесплатно или со мала сума на пари. Тука се потребни експерти што ја разбираат таа област, потоа е потребен хардвер кој што е прилично скап, графички картици кои што се користат за учење на тие невронски мрежи. Невронските мрежи се состојат од јазли кои што се меѓусебно поврзани со така наречени тежински фактори и тие се учат на тој начин што на влез од невронската мрежа прво ја учиме, имаме некакво тренинг множество, имаме одредени влезови за кои што однапред знаеме каков е излезот и ние му викаме за овој влез излезот треба да биде тоа. Таа невронска мрежа врз база на тежинските фактори што ги има го пресметува излезот и гледа колкава е разликата што ја добива меѓу неговиот излез и тоа што треба да го добие од тренинг множеството. И преку тој процес на учење се репресметува вредноста на тие тежински фактори, тие се сетираат на одредени вредности за да таа разлика станува се помало и помало, односно грешката на невронската мрежа да биде се помал. Затоа е потребно многу пресметување, многу хардвер. Затоа се градат тие така наречени дата центри за вештачка интелигенција, за кои што е потребно голема количина на електрична енергија. Тие произведуваат многу топлина. Таа топлина може да се користи за нешто друго и тоа е еден таков меѓусебно поврзан екосистем. Сето тоа чини, а моќта исто така чини. Сето тоа чини сумата на чинење на развој на тие системи за тие што настојуваат да бидат лидери во светот. Во вештачката интелигенција сумите се мерат со стотици милиарди долари, а тие ќе бидат и лидери кои што општо ќе владеат со светот. Дали кај нас наоѓа примена еве во вашата работа вештачката интелигенција или ние сме се уште во раната фаза? Вештачката интелигенција ние мораме да настојуваме таа и кај нас да наоѓа примена и брзо да се прилагодуваме за да се намалува економските разлики што ги има во нашата земја и тоа што го има во развиените земји. Ние мора многу побрзо да фаќаме чекор, многу побрзо да ги прилагодуваме законските решенија и не смееме да касниме доколку сакаме да го зголемуваме бруто домашниот производ. Инаку вештачката интелигенција во една смисла и ќе ги зголемува и ќе ги намалува разликите. Значи таа ќе делува асиметрично. Сега ние доколку имаме две земји со приближно исти карактеристики, приближно ист бруто домашен производ. И едната земја почне да користи вештачка интелигенција, а другата не. Меѓу нив ќе се зголемува разлика. Тоа исто и кај одредени експерти, стручни лица. Например, ние имаме доктори. Тие два доктори имаат отприлика исти карактеристики. Доколку едниот од нив користи вештачка интелигенција, другиот не, меѓу нив разликата во квалитет ќе се зголемува. А како ќе се намалува разликата? Ако имаме доктор што многу повеќе знае од него или многу поквалитетен од друг доктор што не е толку квалитетен. Меѓутоа тој вториот почне да користи вештачка интелигенција во неговата разлика. Меѓу нив разликата ќе се намали. Вештачката интелигенција ќе му овозможи таков пристап на знаења, сознанија, информации да тој се приближи по карактеристики, па дури и го надмине тој лекар што е подобар од него, а не користи вештачка интелигенција. Македонско радио. Радио Скопје. Би сакал во иднина да дадам што е можно поголем допринос за граѓаните и за државата, нашите граѓани да живеат поубав живот, нашата држава да биде држава која што е понапредна, попросперитетна, во која што луѓето нема да сакаат да се иселуваат, да емигрираат на простор каде што имаме полоши климатско-географски услови, кај што не познаваме луѓе, кај што немаме роднини, кај што немаме пријатели, да не ги оставаме нашите имоти што ги имаме тука и да одиме негде да бидеме туѓинци. На некој начин мојата понатамошна улога во животот ја гледам во тој правец, а како тоа ќе се оствари, ќе видиме. Јас на тие позиции кај што сум поставен настојувам максимално квалитетно да ги работам, а планирам во иднина и да започнам и некои иницијативи кои што не би влијаеле од никој друг, туку од самиот себе,
а со цел да дадам поголем допринос за развој на нашето општество и нашата држава. Ви посакувам успех во понатамошното работење. Ви благодарам. Благодарам и на вас уште еднаш за поканата. Почитувани, во изминатите минути со вас беше господинот Орце Симов, председател на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации. Јас сум Наташа Андреевска. Останете понатаму на брановите на вашето македонско радио, Радио Скопје.